Другарчиња, здраво! Јас сум учителка Вики. Доаѓам од градинката 25. мај од општина Гази Баба. Колку ми недостигате, другарчиња. Затоа сакам на ваков начин да се дружам со вас. Така е, денеска, другарчиња, сакам да ви прочитам еден многу убав расказ, кој се вика Палетата на Мравко. Преубав расказ, кој ќе не научи на нашите основни бои во ликовното воспитување. Црвената, жолтата и сината. Ајде сега да си го слушнеме расказот. Да си сиднеме убаво, да си ја тргнеме косичката од нашите ушиња, да си ги ставиме на рачињата на коленца и да почнеме. Ајде, другарчиња. Си било едно мравче кој што се нарекувало Мравко. Тој си имал своја волшебна палета и многу сакал да другарува. Денеска Мравко ќе ни раскаже за своите соседи, малите глувчиња. Тие живеат во една глувчешка кукичка, која има многу простори. Секој ден Мравко си игра со нив, но мора нешто да ни признае. Мравко има голем проблем. Не може да ги распознава глувчињата. Затоа Мравко донел одлука ќе ги распознае според бојата. Но како? Па се разбира, со помош на својата волшебна палета на бои. Првото ќе го викна Тото, си рекол Мравко. Тоа е небрзото глувче и вешто се крие во првата просторија. Него и неговата просторија ќе ги обојам со црвена боја. Исто како јаболкото, кој има многу витамини, како пипирката црвена, која ја користиме за ајвар, и како цветот што го има во пролетната градина. Овие две глувчиња, вели Мравко, се две близначиња. Тие ќе ги обојам со жолта боја, но претходно ќе ги крстам Мици и Таци. Двете глувчиња близначиња ќе ги обојам со жолта боја и нивната просторија ќе обојам со жолта боја, си рече Мравко. Тие ќе наликуваат на убавите зрели круши од градината на дедо Димо и убавото сонце кое не грее со сончевите зраци. А следните три глувчиња, тоа се трите мои соседи, тие ќе ги обојам со сина боја. Нив и нивната просторија. Тие ќе наликуваат на сливите зрели на баба Зимка и на облачињата на небото. Точно така, со сина боја. Така ќе ги распознавам моите соседи, бидејќи ги користев трите основни бои: црвената, жолтата и сината. Колку убав расказ ни раскажа Мравко, другарчиња. Се надевам дека ви се допадна. За да си го обоиме овој убав расказ, потребно ни е, другарчиња, да си користиме палета, четка, темперна боја и две чашки. Во едната ќе имаме чиста водичка, а во другата ќе имаме нечиста водичка. И ќе добиеме еден преубав цртеж со глувчето неговите соседи. Така е, но можеме да нацртаме, другарчиња, и еден пролетен цртеж, каде што ќе ги користиме основните бои. Облачињата ќе ги насликаме со сина боја, сонцето ќе го насликаме со неговите сончеви зраци со жолта боја и пролетните цветови кои што се наоѓаат во пролетната градина ќе ги нацртаме со црвената боја. Така ќе добиеме многу убав пролетен цртеж. Пролетниот цртеж ќе можеме да го прикачиме во вашата соба, за да ви го краси вашето катче.
Основните бои секогаш ќе ги повторуваме и ќе ги употребуваме во нашите цртежи. А убавата приказна ќе раскажеме на тато, на мама, на баба и на дедо. До видување, мои другарчиња, до следното видување.